Сега ќе слушате за отровните змии. Како да ги препознаеме отровните змии во руралните и градските средини, но за вистинските зборуваме. Добро утро, Искра. Змиите во Алфа, како да ги препознаеме. Па ние сме вака надвор од градската средина, што ги имаме вака повеќе околу. Добро утро, ќе кажам и да сега нашиот гостин, кој многу добро ги познава змиите и знае да се одбрани на... Можеме да кажеме словно експерт. Експерт, така, да, за змии. Добро утро, добре ни дојдовте и ќе слушаме многу повеќе детали околу оваа тема. Да, повелете, Искра. Инаку ова со Боголюб ни е втор обид. Минатата година, нели секоја пролет, како што се буди природата, се будат и змиите, се будат и реакциите по социјалните мрежи. Секогаш, да. Меѓутоа, од оправдани причини, поради пукнување на гума, многу кратко траеше гостувањето, па решивме да си го повториме. Да дознаеме многу повеќе за отровните змии. Да. Добро утро, Боголјуб. Добро утро. Ти благодараме по втор пат, последна година што дојде кај нас. Ке имаме всушност своевидна мини едукација, мини предавање на тема змии. Како би го започнал ти, да речеме, овој час по биологија, доколку некој го заборил или пак го преспал? Што е она што секој еден од нас треба и мора да знае за змиите? Повеќе час по екологија за змиите, Екологија, затоа што најспецифично за нив во моментов е нивната појавност во природата. Би го започнал разговорот со тоа што јас не се бранам од змиите, него повеќе се разбирам со змиите. Змиите се специфична група на животни и вообичаено сакам да кажам дека се тие неразбрани суштества. Односно, малку луѓето се едуцирани во однос на нивната екологија, нивните животни навики, како би можеле да ги разберат подобро. Колку повеќе знаеме за нив, ќе можеме да ги разбереме и на тој начин појавноста која сега се случува во пролетниот период би ни била до една известна мера вообичаена. Ние малку гледаме како на непријател. Една од причините, предпоставам дека токму таа нашата неинформираност. Апсолутно. Еве, ти си имаш спријателено со нив и затоа не се ни браниш, како што рече, го немаш и оној страв. Ајде, едуцирање тогаш. Природата се што создала си има своја намена и змиите се создадени од природата така да не може да бидат штетни. Тоа дали на луѓето им одговараат или не во одредени контексти, односно повторно ќе кажам дали знаат како да превенираат или не, тоа е веќе став на самата популација, значи колку тие ќе знаат да препознаат змија, дали е отровна, дали не е отровна, односно колку ќе знаат дали имаме ние толку многу опасни змии. Има опасни змии низ светот, меѓутоа еве ќе посочам како пример австралискиот континент, каде што од 10 најотровни змии таму имате првите 3 се таму. Меѓутоа се случува да има појавност како и овдека, но се работи за една повисока едукација на населението. Се случува да змиите да се појавуваат и во паркови и во урбани средини. И нема паника. Нема паника, се повикуваат служби, тоа што кај нас го нема, за жал, и брзо се решава проблемот. И тоа повторно ќе нагласам за змии кои на вистина имаат потентни отрови и можат потенцијално да бидат смртоносни. Кај нас еве ќе започнеме со отровните змии, имаме 5 отровни змии, од кои специфични се змиите од родот випера. Тука припаѓа и поскокот кој има најпотентен отров. Поскокот е змија. Најотровна змија од отровните, така може да ја крстиме. Па се тоа кога ќе кажеме најотровна змија, зависи од тоа колку штета може да направи доколку дојде до каснување, односно колку брзо делува отровот. Змиите што ги има кај нас генерално имаат отров кој е хемотоксичен, со цитотоксични компоненти во него, односно делува пред се на ендотелот на крвните садови, тоа се внатрешните ѕидови на крвните садови и делува на крвните елементи. Црвени крвни зрнца, крвни плочки.
затоа кога имаме каснување од поскок, заради оштетувањето на крвните садови настануваат масивни отоци. Ова се малку по, би рекол, по-народски кажано, за да можат гледачите да го разберат. Нашите змии се со такви отрови кои делуваат пред се на крвните садови и поскокот е една од змиите која треба навистина да биде препознаена од страна на населението. Таа има една специфична, дистинктивна карактеристика на низиното тело, има рокче на врвот од носот и не можете да ја промашите на еден известен начин. Сите змии од родот випера не се долги, тие се кратки, значи еден поскок може да достигне кај нас максималниот оној што ние го имаме измерено во природа е 75 сантиметри. И се специфично обоени, шаранолики. Дали го има во градските средини? Во градските средини за среќа не. Не. Така да граѓаните може да бидат спокојни, барем во тој. Од отровните, кој ги има во градските средини? Ниту една змија ја нема во градските средини, ниту пак од неотровните. Она што е специфично, еве ќе посочиме како пример градот Скопје, велат да се појавуваат во урбани средини змиите, пред се тоа се змии кои се смокови. Значи тие кај нас имаме од смоковите два отровни видоа, меѓутоа тие никогаш не се појавиле во урбана средина. Сите останати кои се појавиле во рамките на градот Скопје, па и во други градови, се смокови кои се неотровни и генерално еве за Скопје ќе споменам, тоа се змии кои се единки кои се појавуваат во близина на реката Вардар и периферните делови на градот, односно онаму каде што змиите можат да имаат извор на храна. Доколку змијата нема извор на храна, таа апсолутно во една урбана средина каде што имате еноремен број на вибрации кои што на нив им пречат, едноставно нема интерес да биде во една градска средина. Стигнавме за поскокот, за другите по збор, додека зборуваш, да знаеш дека твоите пријателчиња одат на екранот. Слободанка се уплаши, а ќе зборуваме и за стравот. Кои други се они кои што треба да ги препознаваме, да знаеме, да внимаваме? Сега, оно што е специфично за поскокот, тоа е нашата змија која навистина треба да ја препознаваме и ја има во еден широк диапазон на надморски висини, од 40 метра надморска висина во Гевгелискиот регион, па може да достигне до 1700 метра во планинскиот појас. Населува живеалишта кои се пред цел добро осончани, иако не може да се најде и на позасенети места. Другите два вида на змии кои се од родот випера се обичната шарка и остроглавата шарка. Обичната шарка живее во планинските масиви, на високите планински пасишта, на надморска висина која е од 1650 метри нагоре, додека обична... Што значи поретко ја сретнуваме? Поретко, да. Таа може да се сретне само ако одиме на планинари. И остроглавата шарка, која има само во западните планини од нашата земја, пред се на Шарпланина, Бистра, Кораб и Дешат. И таа исто така може да се забележи само на високопланинските пасишта на надморска висина од 1650 нагоре. Сите останати змии се од родот на смокови и тие се во суштина расположени во сите останати делови на земјата. Деловите кои се пониски гравитираат околу реката Вардар и низините притоки, како што е реката Брегалница, реката Пчиња, Лепенец и реката Црна, имаат повеќе видови на змии заради тоа што преку реката Вардар од Егеот ние примаме влијание на медитеранска клима и од тука тие се потоплите места се попреферирани за змиите генерално. И тоа се во едно местата каде што има најмногу змии во Македонија. Да, кога ќе кажеме најмногу зборуваме за видови.
има навистина места кои имаат густи популации на змии, и тоа, еве, Македонија може да се пофали со едно од најгустите популации на змии, на змијата рибарка на островот Голем град, каде што на вистина е евидентен фактот. Не можете да отидете на островот да не видите змија таму. Тоа е едно најгустите популации. Змијарник, така. Змиски остров, токму заради нив е наречен. Меѓутоа, во останатите делови од земјата, змиите се расположени, односно популациите се варираат, колку повеќе е извор на храна, толку повеќе змии. Ако имаме ситни глодачи, тоа се пред се глувчиња, птици, гуштери, па и други змии, има и такви змии што се хранат со други змии, тоа се нивните потенцијални извори на храна и од нив зависи колкава ќе биде популацијата на еден вид. Боголюбе, како зборуваш, многу успокојувачки делуваш, но разбираш и знаеш дека повеќето од нас не го делат тоа чувство. Сакам да се навратам на порано, кога си започнал да се интересираш. Предпоставувам дека на некој начин те фасцинираат токму змиите. Зошто? Не би можел да го објаснам, многу пати ми имаат прашано за ова прашање, не би можел да го објаснам од каде е коренот. Она што најрано како артикл што го имам прочитано за змија, порано имаше една енциклопедија 1000 зошто, 1000 затоа. Затоа, да. И таму имаше според скицата што е направена некоја кралска кобра, и темата беше која е најотровната змија на светот. Која е најопасната змија на светот. И бидејќи сето она што ви кажуваат да се пазите, чувате, понекогаш кај некои луѓе, како кај мене, предизвика интерес, заради тоа што јас имав прилика и раното детство и подоцна од детството да престојувам многу пати кај мојот дедо на село, и таму посекако беше природата на дофат на раката. Кога и да излезете од куќниот праг, веќе сте во природа и нормално е да сретнете змии, како што среќавав. Меѓутоа, дури подоцна почнав да се занимавам научно со нив. Кога на почеток преку истражувачкото друштво на студенти биолози, па после тоа и во рамките на Македонското еколошко друштво. Така да веќе 27 години, од 99 година наваму, можам да кажам дека тие ми се професија. Од сите твои средби со змиите си имал некогаш некоја непријатна, непредвидена ситуација? Непријатни ситуации не можете да имате, заради тоа што може да се непредвидени ситуации. Никогаш не можете да бидете на сигурно и да се опуштите дека еве се знаеме, заради тоа што и покрај тоа што има карактеристични однесувања од вид до вид меѓу змиите, секогаш, како и кај луѓето, секој единка си има некој свој зачин во однесувањето. Она што е интересно е што во почетоците во 2000 година при фаќање на еден вид, тоа е многу тенок вид на смок со тиркизна глава и врат, а останатото делото е чоколадирано кафјав. Многу брз, многу тенок. Тој ловеше гуштер, беше едно многу рано утро во нападините на планината Огражден, доручкував, ми помина гуштерот преку скутот, а смокот по него. И тоа беше интересна бркотница заради тоа што гуштерот бегаше од смокот, а смокот бегаше од мене. И во еден момент ги изгубив и гуштерот и смокот, да сватам дека смокот заминал на едно дрво. При обид да го фатам, се лизнав, мислев дека го повредив, ја дигнав раката, а тој веќе беше спремен за напад и ме касна на носот. Немате трауми никакви, морам да прашам после тоа? Никакви трауми, само треба... Мора да има прикази за прераскажување, инаку да не би било... Сите овие случаи се навистина колоритни и ги раскажувам често заради тоа што да им кажам на луѓето дека не можете да
да имате паника од нешто што апсолутно не може ништо ви направи, освен поскокот, доколку ве касне морате да одите Со робчето што е змијата. Да. За него се бара медицинска нега. А кај сите останати змии, значи ние имаме 16 видови, не споменав. 3 се од овие род на випера кои се отровни и 2 од смоковите, тоа се 5. Другите 11 видови на змии се потполно безопасни за човек. За човекот. Да се бидеме на мирни. Да. Она што ме интересира сега во овој период од годината. Добро, толку знаеме, нели се буди природата, се будат и змиите, но ме интересира од нивна гледна точка. Каков период е пролета за нив? Што нив им се случува? Многу важен период. После хибернацијата, односно зимскиот сон, тие излегуваат, прво што прават е се подготвуваат за процесот на репродукција. Значи во нив сега овој период на парење. Кај сите животни превладуваат два инстинкти. Едниот е за продолжување на родот, а другиот е за храна. Почнуваат интензивно да се хранат, почнуваат се подготвуваат за периодот на парење. Затоа појавноста е барат поголема. едно и друго сега, така? Сега во услови многу често се случува во изминативе години, бидејќи тој мониторинг на видовите го правиме секоја година. Во изминативе, можам да кажам, 10 години, имаме нагло прекинување на зимскиот период со нагло зголемување на температурата, што предизвикува, доколку имате зголемување на ноќната температура над 10 степени, последователно 8 до 10 дена, тоа е механизам, односно најава на змиите да излезат од зимскиот сон. И кога тој период нагло ќе се случи, тие нагло излегуваат. И од тука луѓето мислат дека има многу често гледам и по публикации се користи терминот наезда на змии. Никогаш немаме ние наезда на змии, затоа што ако имаме наезда, тоа би било стварно проблем. Тие се нивната бројност е вообичаена, меѓутоа излегувањето во природата може да биде малку пофреквентно, понагло, за да биде евидентирано од луѓето почесто. И тоа е период вообичаено април, мај, евентуално и понекогаш и јуни. И уште еден важен момент, не знаеме сите дека секоја една единка во природава што постои, без разлика дали не е симпатична или не, си има своја одредена улога и причина зашто е тука. Так. Сега ние се чувствуваме загрозени, но што е со нив? Дали тие се загрозени и каква штета би било тоа доколку евентуално се, да не кажам истребат, но се намали драстично нивниот број? Како што напоменав на почеток, тоа во природата не е ништо случајно направено. Еволутивните процеси си го наметнале тоа да има природни контролори на нештата. Во случај змиите се природни контролери на популациите на глодачи. Дедо ми беше многу саркастичен како мал, кога и јас го имав тој став, ако видиме сега змија, сега што ќе правиме, ќе утепаме или, тој велеше, ако ја утепаш змијата, глувците ќе ти ги изгризат ушите. И тоа е многу голема логика, заради тоа што предпоставете си една Индија, доколку нема такви змии какви што има, што би се случило? Ние сме сепак во некој умерен климатски појас, каде што немаме толку голем број на змии, меѓутоа е доволен за ова поднебје, за нивните извори на храна, без разлика дали се ситни глодачи, дали се птици, да ги држат во некаква контрола. Ајде малку сега психолошки за тој стравот, колку е оправдан, колку е неоправдан. Треба ли да се плашиме од нив? Треба човекот да знае кога оди во природа дека мора да превземе превентивно мерки за да биде заштитен, ништо повеќе од тоа. Односно, не можете во природа, многу често кога су на терен забележувам луѓе, дури имам видено луѓе во планини по папучи.
Како еден куриозитет. Мислам, зошто е тоа така, не знам. Луѓето Не само змиите и крлежите, мислам, знаете Низ што, причина. пак ќе речам, сите тие не треба да забораваме дека ние одиме кај нив Да. дома, не тие кај нас. што значи треба нивните услови да ги Да, и почитуваме, сега така. кога сте во природа, морате да внимавате ако е затребено местото, каде седнувате, морате да имате соодветни обувки, панталони. Кога одите, движите по патя како сретната змија, се што треба да направите да заобиколите во широк круг, ништо повеќе. Вообичаено, кај видовите на смоковите, тие се многу поплашливи, би рекол, односно стратегијата нивна е кога ќе најде опасност, тие молскавично бегаат и затоа почесто луѓето ги гледаат смоковите неголи змиите кои се од родот випера. Што значи тие кога веќе бегаат да ги оставиме да избегаат, така? Да, тие ќе се избегаат подалеку од вас. Поскокот и двете шарки кои ги споменав, тие се од родот на виперат, имаат поинаква стратегија. Тие се притејуваат да не движат, мислејќи дека бидејќи се навистина многу добро камуфлирани во природата, сметаат дека опасноста ќе ги одмине, значи ќе помине, а тие не движат. Ми се случило многу пати со планинари, говорам, како бе вика тие шарки ти ги наоѓаш, па јас 30 години планинарам, една немам видено. Ти си поминал покрај многу. Меѓутоа работата е што тие се добро камуфлирани, не движат, Да не ги и забележиме. сега тренирано око, како што е моето, може да ги забележи тие форми. Меѓутоа за луѓе кои тоа не го гледаат, односно не знаат што треба да препознаат, за нив тоа е една обична сенка и поминуваат покрај нив. И од тука велам дека мораме да имаме соодветна облека и веќе сме заштитени. Ако внимаваме каде седнуваме, не смееме да ставаме раце во дупки од камења, затоа што тука има тоа генерално се скривалиште на глувци, а кај што има скривалиште на глувци, таму следат и змиите. Ова пред се како превентива од каснување од поскок. И сега, доколку, например, се случи некое лице да биде каснато од поскок, она што треба да биде најважно е да останеме смирени, мирни. Зошто? Заради тоа што при каснување секоја забрзана циркулација прави забрзана дистрибуција на отровото низ телото. А тоа значи дека би имали поголема штета од отровот. Смирени психички и физички да останеме, значи, и да не се трчат. она што велите вие, страв. Стравот е секогаш тука присутен, ако нема страв, ќе нема предземете мерки. Меѓутоа не до степен да паничиме. Многу пати ќе ме прашаат колку време имам ако ме касне поскок. Тоа е индивидуално од човек до човек. Зависно од тоа во каква здравствена состојба, меѓутоа да речеме во некој период од 4 до 5-6 часа да стигне до медицински центар за да прими соодветна терапија. Нема место каде што не можеш да стигнеш кај нас. Реално да. Најспецифично место е, ќе го посочам повторно, островот Голем град, таму се работи со популацијата на поскок и тоа на што е специфично дека скоро секое попладне, езерото има своји струи и буквално не може да дојде чамец да ве земе. И сега, кога работите таму, може да беснеат ветришта да не може чамец да ве земе и затоа превентивата тука треба да биде максимално голема. Вообичаено, пред да се оди на истражувања, особено кога се прават такви популацијски истражувања на поскок, се информираме со медицинските центри дали имаат серум, дози на серум, имаат секогаш, така да препорака е во услови на каснување да останеме смирени, да се побара помош од лице да не однесе до најблискиот медицински центар, каде што медицински лица ќе ни дадат соодветна терапија. Многу ти благодарам на ова гостување и се гледаме повторно до година да го повториме материјалот. Така? Ќе ви биде задоволство и нека не биде до година, може во некоја брза прилика. Самиот велиш, превенцијата е најдобра заштита. Секогаш. Ти благодарам, Боголјов. Се изнаслушав за змиите.
Те помина малку стравата? Малку имам јас траума од детство, така да не знам дали ќе ми помине Штом си жива со и разговорот здрава, што го си била слушам. појаката змија. Си ја победила другата. Се сум ја победила, штом сум тука, добро е, така? Ви благодарам многу и корисни информации на вистина. Јас го гледам поскокот, ако сакаат од режија нека пуштат само накратко рокчето, колку само да му го видат како изгледа, со оглед на тоа дека за тоа зборуваме. Да, еве го, рокчето на поскокот како изгледа. Да, препознатливо е, дефинитивно. Да. Добро, благодарам.